Почитувани гледачи, јас сум Никола Симов, а ова се вестите на Слободна Македонија. Во денешните вести, кои власта не сака да ги знаете, ќе гледате. Јани Макрадули го сруши зидот. Голем промотивен митинг на Сојузот за еднината во Крива Паланка. Андреј Петров најави изградба на катна гаража во Порта Влаја. Јавното обвинителство повторно му слугува на ВМРО ДПМН. Жерновски бара Тодоровиќ да каже дали Пинекс има деловен простор во нивната нова гаража ТБ. Вчера, во Универзалната сала во Скопје беа промовирани кандидатите за градоначалници од опозицијскиот Сојуз за еднината, за Скопје и за скопските општини. Кандидатот за градоначалник за Скопје, Јани Макрадули, порача дека со својот тим ќе гурне зидот што актуелната власт го издигала меѓу скопјани и дека ќе работи на нивното повторно обединување. Потребно е да ги срушиме зидовите кои не делат, раскаруваат, осиромашуваат. Време е за промени. На Скопје и на неговите граѓани. На Скопје и на неговите граѓани им личи промените да почнат токму од тука. Скопје не може да го измами никој. Скопје не може никој да го исплаши. Скопје знае да зачува својата душа. Скопје знае да се крене од пепел. Скопје знае да препознава. Скопје не треба да ја пропушти оваа можност. Скопје треба да избере меѓу злодела и визија за паметен, модерен град. На промоцијата своје обраќање имаше и претседателот на СДСМ и лидер на Сојузот за еднината, Бранко Црвенковски, кој истакна дека актуелната власт не може да се вразуми, туку мора да се порази. Драги пријатели, Јани и долго и добро го знам. Бидете убедени дека така ќе биде. Затоа што Јани е човек со карактер. И скромен, и амбициозен. Упорен, но не и тврдоглав. Верува во себе, но и во туѓи добри идеи. Еме градски, еме народен човек. Работлив и крајно одговорен кон врските. Затоа и низ целиот свој живот беше еден од најдобрите во својата генерација. И како ученик, и како студент. Јани не влезе во политиката како некои други, затоа што немаше друга професија. Пред него беше успешна универзитетска кариера. Вчера вечер, Сојузот за еднината одржа голем промотивен митинг во Крива Паланка, каде пред кривопаланчани своје обраќање има носителот на советничката листа, претседателот на достоинство Стојан Чангелов, кандидатот за градоначалник Горан Младеновски и претседателот на СДСМ Бранко Црвенковски. Во своето обраќање пред кривопаланчани Црвенковски порача дека е време да се стави крај на ова лудило. Локалните избори се можност да покажеме дека има и една друга подобра Македонија. Храбра, солидарна, тоа е вистинската Македонија. За таква Македонија вреди да се работи, вреди да се бориме, да покажеме дека таа Македонија е побројна и посилна. Победата е пред нас, победата ќе дојде, наша победа за наша Македонија, рече тој пред граѓаните на Крива Паланка. Црвенковски се заблагодари и изрази почит за нивната пожртвуваност и поддршка во одбраната на демократијата. Реконструкцијата на плочникот и фасадата на комплексот Порта Влаја, како изградба на нова катна гаража со 300 места, вети денеска Андреј Петров, кандидатот за градоначалник на Карпош и на коалицијата за Сојузот за еднината. Оваа зграда позади нас, која е целосно руинирана, оваа зграда ќе биде целосно реконструирана, незината фасада со комплетна изолација, бидејќи се наоѓа на влезот во општината Карпош и бидејќи е тоа лицето на Карпош кога се влегува од страната на Западна Македонија. Исто така, тоа ќе биде нешто што ќе биде од голем интерес и за граѓаните на Порта Влаја, бидејќи тие, како лојални граѓани, како доследни
граѓани на општина Карпош и редовни плаќачи на нивните давачки заслужиле општината да се погрижи за нив. Денеска Сојузот за еднината протестираше пред јавното обвинителство на Република Македонија. Уште една од многуте институции кои наместо да работат во служба на граѓаните се сервилни на актуелната власт. Сме пред зградата на обвинителството на Република Македонија, на која што веќе ни таблата не можете да ја прочитате, дека тука се наоѓа токму таа важна институција во оваа држава. Може би тоа е резултат на фактот што обвинителството обвинува, ама сите освен власта. Денеска обвинителството на Република Македонија нема ниту сила, ниту енергија да ја обвини власта за ниту еден криминал, корупција или злоупотреба на службена должност. Не се во функција на обвинување, туку само на аминување на овие состојби во Република Македонија. Пред неколку дена бевме информирани дека кривичната пријава која што ја поднесовме сите пратеници од опозицијата против председателот на Собранието Трајко Велјановски заради настаните од срамниот и црн понеделник од 24 декември минатата година, дека се отфрлува од страна на обвинителството. На обвинителството му беа потребни помалку од 3 месеци за да побрзо го ослободи Трајко Велјановски од одговорност за се она што под негова палка се случуваше во Македонското собрание. Тоа го направија, се разбира, во одокото на јавноста, го направија на брзина да му ја олеснат туристичката посета на Трајко Велјановски на Индија на државен трошок. Како Владимир Тодоровиќ мисли да го реши хаосот со паркинзите, што тој самиот го создаде во централното градско подрачје, го праша Андреј Жерновски од коалицијата Сојуз за еднината. Денеска, својот против кандидат за градоначалнички мандат на Центар, Жерновски побара Тодоровиќ за 24 часа да му одговори дали во новата катна гаража, која се гради во близина на седиштето на ВМРО ДПМН, компанијата Тинекс има собственост на 470 квадратни метри. Знаеме зебра на што беше наменета, а што стана со неа. Знаеме за катната гаража кој универзална сала, па потоа како се пренамени во административно деловен објект. Дали е точно дека во катната гаража, која што се гради ке Беко, на некои 20 на метри од седиштето на ВМРО ДПМН, 470 квадратни метри се во собственост на фирмата Тинекс, праша Андреј Жерновски, кандидатот за градоначалник на општина Центар.